Од кого жените го добиваат најголемиот шамар? Од насилникот или од институциите? Ако е вака поставено прашањето, од насилникот веќе име начинов на живот, нели, кој што често велат дека го имаат па тоа е. Меѓутоа кога ќе се конечно охрабрат да пријават и да потегнат нешто, ако институциите нема да реагираат, тоа е моментот каде што мислам дека се случува фаталниот пресврт да они се повлечат и после вака доаѓаме до ситуацијата до која што дојдовме пред неколку дена со Рамајана, нажал. Колку често чекаат со години, па потоа пријавуваат? Според статистики 7 пати жена заминува и се враќа, заминува и се враќа, заминува и се враќа. Работата на нас давателите на услуги не е да ја осудиме зашто пак ја се врати, затоа што е ова круг на насилство од кој што тешко се излегува. Значи 7 пати да се врати, мое не е да ја кажам еј пак ја се вратиш. Заради тоа што може точно кога ќе речам пак ја се вратиш, ќе биде кобниот пат кога незиниот живот ќе заврши. Не смееме да ги осудуваме. Значи 100 пати да се врати и 101-виот треба пак да ја понудиме истата услуга. Заради тоа што е процес во кој што они мора да го поминат и е индивидуален. На некого може му треба еднаш да се случи нешто да замине да го реши случајот. На некој му треба 20 пати и ова е окей затоа што тука постоиме за да им ја дадеме потребната помош. Жена ли информацијата дека институциите не ги сваќаат сериозно жените кои што еднаш ја повлекуваат пријавата? Да, заради тоа што им коментираат после тоа и пак ја повлечеш пријавата. И они не се вољни сега овој пат да повторно да ги земаат податоците, повторно да го почнуваат процесот, повторно да го заведуваат случајот и така често во МВР ќе го заведат како поплака, после потоа не можеме да постапуваме и нели ќе се одолговлечи ова се и повторно ќе дојдеме до фаталниот исход кој што е фемицид.